Дојдовме во посета на СВР Скопје и тоа е дел од агендата која што ја имаме во изминатите наредните денови, да ги посетиме сите СВР во Република Македонија, да поразговараме непосредно со луѓето кои што работат во секторите за нивните проблеми, за предизвиците, да видиме каква е состојбата во градовите, со што тие се соочуваат, да разговараме околу одредени настани кои што се случиле на подрачјето на територијата на секторите и денеска тоа го направивме во секторот за внатрешни работи во Скопје. Разговаравме околу сите овие аспекти за кои што споменав на почетокот. Се договоривме до понеделник и тоа беше едно од моите барања, да се достави информација за сите настани кои што се случија пред се околу нападот врз новинарите во Скопје, заради тоа што имаме сериозни такви напади, да видиме што е превземено, докаде е постапката, докаде е истрагата во однос на новие делови, да видиме исто така докаде е постапката, докаде е истрагата и во однос на нападот на општината Центар, да разменивме мислење околу состојбата безбедносна во Скопје. Таа е стабилна, граѓаните на Скопје треба да бидат спокојни. Зголемените мерки на безбедност се пред се превентивни за виталните објекти, за дипломатско-конзуларните представништва, за манифестациите, спортски, културни и така натаму, кои што се одвиваат на територијата на градот Скопје, се со цел да имаме една состојба на мир, на безбедност и на стабилност во главниот град на државата. Министре, денеска се случи, тоа е синоќа, 1 час пред полнок, се случи двојно убиство во скопското село Грчец, а едно лице е повредено. Во оваа фаза од истрагата на секторот за внатрешни работи Скопје, какви информации може да споделите со јавност? Какви сознанија има МВР? Токму една од темите која што ја разговаравме и за која што одвоивме посебно време е убиството кое што синоќа се случи во Грчец, двојно убиство, за жал, и еден повреден. Навистина, тоа нешто е удар врз стабилноста. Полицијата уште од синоќа излезена на лице место, се спроведува истрагата. Морам да посечам дека немало присуство на јавен обвинител, туку само полицијата по наредба на јавниот обвинител дадени се телата на обдукција. Сите потребни работи кои што ќе значат можност за откривање на овој случај сум информиран од началникот на СВР Скопје дека се превземени. Се работи на тоа да се утврди дали наводите за одредено осомничено лице кое што би можело да го изврши ова убиство се вистинити и штом ќе се дојде до едно таков податок да се најде ова лице кое што го изврши овој грозомрен чин, и за тоа благовремено ќе ја информираме македонската јавност околу ова истрага која што се води во однос на ова убиство.